Македонската гордост Тина Русева продолжува со победнички чекори на големата сцена на музичкото шоу The Voice of Germany. Со нејзиниот моќен настап, емотивна интерпретација и непобедлива харизма, младата струмичанка успеа да го освои и жирито и публиката, обезбедувајќи си место во следниот круг на шоуто. Со тоа, таа уште еднаш покажа дека нејзиниот талент нема граници и дека заслужено се наоѓа меѓу најистакнатите надпреварувачи во оваа сезона. Од првото појавување на сцената, Тина ја освои публиката со искреност, енергија и глас што допира до секој слушател. Нејзиниот пат во надпреварот станува се поинтересен, а со тоа и обврската и одговорноста се се поголеми. Сега пред неа стои предизвикот да покаже уште повеќе, да ја задржи публиката на својата страна и да продолжи да го освојува европскиот музички свет. Она што го прави нејзиниот настап уште поспецијален е фактот дека токму на сцената меѓу светлата, аплаузите и музиката, Тина го прослави и својот роден ден, момент што ќе го памети за секогаш, како символ на нов почеток и голема пресвртница во нејзината кариера. Во ексклузивен разговор за Hype Македонија, Тина Русева ни се јави директно од Германија и ни ги сподели своите впечатоци од шоуто, емоциите што ја следат како и плановите за иднината. Дали нејзината музичка приказна ќе продолжи во Македонија или пак ќе се насочи кон голема меѓународна кариера? Во интервјуто младата пејачка открива многу детали за настапите, за поддршката што ја добива од своите најблиски и за тоа како изгледа животот зад сцената на едно од најгледаните музички надпреварувања во Европа. Не пропуштајте оваа инспиративна приказна за девојката со глас што освојува без граници. Во продолжение, погледнете што ни открива Тина Русева, талентот што ги претвара своите соништа во реалност. Како се чувствуваше кога ги слушна овациите на публиката и кога ги виде сите 5 гласа од жирито на музичкото шоу The Voice of Germany? Искрено тоа е чувство кое што не се опишува. Тоа е адреналин, таа возбуда која што има во моментот, до ден денеска не можам да ја опишам. Кој момент од твоите настапи сметаш дека беше клучен за успехот на сцената? Стрикно за The Voice, сметам дека клучниот момент беше самиот избор на ментор. Мислам дека сите видовте дека почнав да се двоумам, иако од почетокот секој сум имала тенденција кон Нико, некако самата реакција на Шерин ме наведе на тоа да се двоумам, но ете, на крајот отидов во тимот на Нико и сметам дека тоа беше клучниот момент за мојот развој како ќе се одвива се понатаму. Како се подготвуваш за настапите? Колку временски ти треба да се подготвиш за еден добар настап? За првиот настап имавме околу недела и пол време, а за вториот настап имавме околу 4 дена. Кој беше најтешкиот предизвик со кој се соочи за време на шоуто? Според мене еден од најтешките предизвици беше вториот круг, да кажам, затоа што се соочивме со песна која што не ни помисливме дека ќе биде. Се соочивме со песна која што не ја знаевме, а требаше за рок од 4 дена да ја спремаме и да ја изведеме на сцена. Како се одлучи да се пријавиш на шоуто? Искрено, од секогаш сум го гледала The Voice. Кога дојдов тука, некако сметав дека ми е блиско некако и самото тоа ме наведе да се пријавам таму. Како ти се допаѓа животот во Германија и што најмногу ти недостасува од Македонија? Искрено, јас сум презадоволна од тоа како се движи мојот живот тука. Растам и се развивам помеѓу две култури и сметам дека тоа е дел од мене и дел од моето лично богатство, така што супер се снаоѓаме. А што најмногу ми недостасува од Македонија, најмногу ми недостасуваат моите најблиски. Дали Германија влијаеше на твојот стил и музички развој? Германија во секој случај влијаеше на мојот стил и музички развој, затоа што тука имам посетувано повеќе музички академии, имам посетувано повеќе музички workshops, исто така имам посетувано повеќе концерти, повеќе музички настани, од кои што имам премногу научено, така што сигурно. Како ти влијае поддршката на македонската и германската публика?
Па, поддршката од сите премногу ми значи и навистина се осеќам како сите да се тука и да ме гушкаат во секој момент кога сум на сцена. Како твоето семејство реагира на твојот успех? Па, сите следат и премногу ми мило затоа што се радуваат и ја чувствуваат таа енергија која што ја донесувам јас на сцена. Кои се твоите музички цели во иднина? Па, моите цели после The Voice of Germany се да стварам авторска музика и да луѓето да ја слушаат, да уживаат и да се понаоѓаат во неа. Дали планираш некој албум, песна, сингл во блиска иднина? Секако моментално работиме на тоа да извадиме повеќе синглови, ништо официјално сега, но секако ќе бидете информирани. Каде сакаш да ја продолжиш твојата музичка кариера? Во Германија или можеби би се вратила во Македонија? Па јас кога станува збор за музика сметам дека не постојат граници, така што мојата музика нема да биде само на македонски или само на германски, него ќе биде интернационална и се надевам дека исто така ќе биде и на интернационално ниво еден ден. Како ја замислуваш твојата кариера во следните 5 години? Па, како што реков и пред тоа, се надевам дека ќе успеам да направам повеќе мои авторски дела и дека луѓето еден ден ќе ги пеат заедно на концерт со мене. Дали постои порака која сакаш да ја пренесеш на публиката која те поддржува? Мојата порака од секогаш била и ќе биде да се сакаме, да се поддржуваме и ајде сите заедно да растеме. Испраќам бакнежи и ве сакам. За крај, она што Тина Русева ни го откри, не е само нејзиниот талент, туку и нејзините амбиции, скромноста и едноставноста, која го прават нејзиниот успех уште поимпресивен. Без сомнеш, пред нас е идната звезда, чија кариера ведува блескав пат. Тина не само што го освои жирито и публиката, туку и срцата на сите кои ја следат со воодушевување. Гордост е да имаме ваква македонска пејачка која со својот глас и енергија полека но сигурно ги освојува музичките врвови. Тина, продолжи да ги следиш своите соништа, продолжи да ја инспирираш публиката и да ги рушиш границите со својот талент. Горди сме на тебе и со нетрпение очекуваме да видиме што уште ќе ни покажеш. Само напред, светот е твој и музиката те чека да го освоиш секој врв.